Добар ден, започнува попладневната емисија на Канал 8, почитувани гледачи. Денеска зборуваме со младите волонтери на Црвениот крст, а наша денешна тема е ПХВ програмата на Црвениот крст. Во најавата само ќе споменам дека ПХВ програмата има за цел да промовира хумани вредности, активен пристап кон животот, изградба на взаимно разбирање и толеранција кај младите луѓе. На почетокот од емисијата зборуваме со дисеминаторот на ПХВ циклусот во Кучани, Иле Матеничарски. Добар ден, добре ни дојдовте во емисијата. Добар ден. Да објасниме прво што е ПХВ програмата. Да, значи ПХВ програмата е национална програма која се имплементирана уште во 1996 година од страна на Меѓународниот комитет на Црвениот крст. Поддржана е од Црвениот крст на Република Македонија и од Норвешкиот Црвен крст. Во почетоците на реализирање на оваа ПХВ програма, прво одела во учебната година, значи со текот на учебната година се реализира и самата програма, така да во првата 2004-2005 година е имплементирана во 11 гимназии и 9 града на ниво на државата. Веќе следната 2005-2006 година влегува во уште 5 градови, меѓу кои Кочани, во кои влегува како пилот фаза или пилот проект, и да веќе следната 2006-2007 година ПХВ програмата се имплементира во сите 34 општински организации на Црвениот крст на територија на самата држава. Опфаќа обука на 1200 младинци на национално ниво, што значи дека 1200 младинци ќе поминат одредена обука и ќе добијат одредени знаења за тоа како после тие да изработат мали проекти, се со цел да се помогне на одредена целна група во општеството. Самите младинци по поминувањето на трите обуки одат на терен каде што ги истражуваат потребите на заедницата, односно трагаат по така наречена целна група на која тие всушност ќе им помогнат и некаде околу одреден временски период, околу 2 до 3 месеци активно учествуваат на терен за тражење на целна група и задоволување на нивните најосновни потреби. Така, да објасниме главната цел на оваа ПХВ програма. Да, значи главната цел на оваа ПХВ програма е всушност промоција на хумани вредности, што е всушност еден темел на самата организација Црвен крст. Исто така, оваа ПХВ програма е многу битна затоа што се помага на многу социјално загрозени семејства, со што се устварува една добра хумана цел на хуманата цел на самата програма и пред се активен пристап кон животот, смена на дневна рутина на младинците кои учествуваат, затоа што 1200 младинци е голема бројка на територија на цела држава, а е помогнато на исто така голем број на социјално загрозени семејства. Која реализира оваа програма? Оваа програма ја реализираат најголем дел младинците кои учествуваат во реализацијата на програмата. Исто така, секако овде е и стручната служба, дисеминаторот кои помагаат за се со цел реализирање на ПХВ програмата, но во принцип најголема заслуга за се она што сите оние мали проекти кои ќе се направат припаѓа на самите младинци. Спомена се дека пружате помош на оние на кои им е потребна. На кого се помага преку оваа програма? Да, значи најчесто тоа самите младинци излегуваат на терен во места каде што мислат дека може да има социјално загрозени семејства на кои им е потребна помош. Истражуваат нивните потреби и најчесто одлуката е нивна дали ќе се помогне на тоа одредено семејство или ќе се бара друго семејство. Исто така имаме соработка со стручната служба во нашата општинска организација, кои исто така тие ни ги имаат одредени информации кои семејства се загрозени за да им се пружи на нив помош. Имаме соработка со Центарот за социјални работи кои ни даваат исто така информации во врска со семејствата за нашите младинци кои ги формираат групите да можат полесно да ги најдат и да ги истражат нивните потреби. Имате начин на кој ја откривате целната група на која треба да помогнете? Па да, тоа е у принцип дека се гледа, фактичката состојба се согледува дали навистина на тоа семејство им е потребна помош, како вид на помош, дали самите младинци можат да ја обезбедат таа помош, затоа што сепак се работи за нешто што треба да се обезбедат и финанси и слични други работи, сепак тоа е останува на самите младици. Луѓето се сепак задоволни, кајната цела е луѓето да им се помогне на оние на кои им треба помош. Да, секако тие се задоволни, тоа
несебично го искажуваат и при Да. завршувањето на самите проекти направени се доста големи, значи убави проекти кои им е помогнато на вистина и ќе можете исто да го видите со сликите кои ви ги доставивме. Так. Во кој период се реализира и каде треба да се реализира таа програма? Значи, периодот на реализирање во ова година е изменета временската рамка, почнува со почетокот на годината, значи се оди на обука прво дисеминаторите, подоцна има 3 обуки, од кои две обуки ги држат самите дисеминатори, еден ПХВ инструктор. Најчесто учесниците се земаат од средните и основните училишта на територијата на општинската организација на Црвен крст Кочани. Кога ја поминуваат, значи, самата обука, тие всушност веднаш потоа излегуваат, нели, и на терен, се реализира некаде од 2,5 месеци активна работа, каде што треба целиот проект да биде склопен и истиот да биде документиран и да биде испратен во ПХВ канцеларијата во Скопје. Кога веќе проектот ќе е испратен во ПХВ канцеларијата, тој подлежи на одредено оценување. При оценувањето, секоја општинска организација која ги пратила проектите, кои ќе бидат оценети, добиваат пехар, односно тој пехар се добива на општинската организација која има најдобри направени проекти. Оваа година, овој циклус на ПХВ се изработени 193 мали проекти, што значи дека е помогнато на 193 социјално загрозени семејства. Нашата општинска организација оваа година испрати 5 проекта кои беа подлежени на оценување и истите проекти добија солидни оценки, односно од 5 проекти, 4 проекти имаме со фаза 5 и еден проект со фаза 4, додека од тие 2 проекта има со фаза 5 и сонце, а сонцето всушност значи дека е направена огромна промена во животот на самото семејство и како заслуга се добива сонце. Исто така овој циклус како награда за младинците кои учествувале во изработката на проектите е одење на работилница во Струга, 3-дневна работилница која е предвидена од 19 до 21 јуни. Тоа значи дека таму младинците ќе се запознаат со сите други младинци од сите општински организации кои учествувале во изработка на проекти, ќе имаат исто дисеминации, игрички пред се слободно време. Тоа е. Так. Тука правиме кратка пауза со емисијата, за да имаме промена. Ќе разговараме со Илија Гаврилов и Билена Петрова, исто волонтери од Црвениот крст, кои секако ќе зборуваат за своето лично искуство, како тие помогнале на многу луѓе. Ти благодарам, Иле, за учеството. Одиме понатаму со емисијата.
Во продолжение по поподневната емисија на Канал 8 разговараме со Илија Гаврилов и Биляна Петрова, волонтери од Црвениот крст, кои ќе зборуваат за своите лични искуства во реализирање на ПХВ проектите и за тоа како тие помогнале на одредени семејства. Добар ден, добре ни дојдовте во студиото на Канал 8 и во поподневната емисија за прв пат. Биляна, споменавме дека учествувавте вие во различни проекти, веќе објасниме дел од тие проектите на ПХВ програмата. Повели да го објасниш твојот проект. Прво да кажам дека нашата целна група се состоеше од 4 члена, односно самохран татко и 3 деца, 12, 14 и 17 години. Ние кога го најдовме семејството се соочивме со 12 и 17 годишни деца што воопшто немаат посетувано училиште, додека 14 годишното дете имаше завршено до 4-то одделение училиште. За да го реализираме нашиот проект, моравме да обезбедиме финансии и финансиите ги обезбедивме на тој начин што организиравме спортски надпревар и финансиите што ги збравме од тој надпревар ги искористивме да ги подобриме основните услови за живот, односно им направивме кујна. Исто така добивме донација од предпријатието Ледер, односно маса и столови. Обезбедивме исто така и кревети со парите што ги собравме од надпреварот и моравме да работиме на описменување на децата. Имавме 2 месеци за да го реализираме нашиот проект и тоа е временски интервал солиден за да се обезбеди некоја материјална помош, но за да се научат буквите, да се научи да се пишува и да се чита, тоа не беше изводливо. Така, треба си време, да. И затоа го продолживме проектот и се уште трае и се уште трае описменувањето и ќе трае додека не ја постигнеме нашата цел, односно децата да научат да пишуваат и да читаат, додека буквите веќе се совладани. Така, значи голема работа е направена за тоа семејство и за децата и за целото семејство и за родителите. Или да го објасниме вашиот проект? Пред се сакам да истакнам голема благодарност до сите компании и предпријатија кои се покажаа како големи хумани спонзори, без кои нашите проекти не би успеале така како што го планиравме. Нашиот проект, нашата целна група се состоеше од 6 члена, 4 деца и 2 родители. Со помош на стручната служба од општинската организација Црвен крст Кочани извршивме, отидовме на терен и нашата процеска беше дека тие се стварно социјално загрозени и дека треба да и се помогне. Во план ни беше да реновираме 2 соби, ходник и да направиме мала кујна. Прва пречка во сите проекти е како да се дојдат до средства и потребен материјал за да се изврши планираното. Организиравме спортски надпревар во кошарка, пеење, имаше исто така пеење и мал скеч од ученичките од Свети Кирил и Методи. Собравме доволно парични средства од вкупно 500 продадени карти и плюс донации. Обезбедивме материјал потребен за планираното, значи купивме ламинат, опрема за варусување, за мачкање на пукнатините на зидовите. Тоа го проектот, значи како што спомна Биляна, имавме време доволно за да го завршиме. Беше проложен за 10 дена, што ни дојде како ни беше тоа добре дојде. Мислиме дека тоа е доволно успешно направен проект. Препознаваме по тоа што откако финалната посета кај семејството што ја извршивме со групата од ПХВ тимот, тие ни стакнаа голема благодарност, многу се задоволни од нашата работа и од функционирањето на Црвениот крст. И тоа. Така, вие објаснивте постапката на реализација на самиот проект. Еве, Биляна, што успеавте да постигнете со тој проект? Може ли да објасним? Пред се успеавме да ги подобриме домашните услови, што направивме разлика во оно што има претходно во домот и оно што го имаат сега и многу поважно успеавме да разбудиме некоја желба, децата да иако немаат посетувано училиште, да сакаат да посетуваат училиште. Така. Да, описменување на самите деца и секако финансиска помош и на родителите. Или со вашиот проект?
Па нашиот проект главна цел не беше да ги подобрим условите за живење, Да, значи околината и во успеавте во тоа. Да, значи Така. тоа беше 100% успех. Нашиот проект беше оценен со 5 сонце и плюс. Двајца волонтери од ПХВ тимот кои учествуваат на финалната работилница во Струга, каде што спомнува Илия Матенчарски, се запознаат со дисеминација, едукативни планови, функционирањето на Црвен крст. И личното задоволство е присутно кога се помогне во таква ситуација, така ли Билјана? Да. Да, Па во споредба кога се запознаеме со семејството и кога ги слушнеме нивните приказни, Да. како тие живеат, како тече нивното секојдневие, и отпосот како ние помогнеме, откако завршиме добра работа, се позна таа разлика и прилично задоволен. Имам учествувано, сега оваа година бев координатор, имам учествувано во проекти и прилично го знам чувството да се помогне на такви семејства. Да, личното задоволство е Да. присутно, така. Ќе продолжите и понатаму со ваквите проекти? Да, секако. И помош да се пружи секако, затоа сте и волонтери во Црвениот крст, да се помогне на луѓето, ви тоа доброволно го правите. Навидум, нашите целни групи имаат најголема корист, но и ние имаме доста голема корист од тоа, може би нематеријална, но на некој начин лична корист, со тоа што стекнуваме искуство додека го реализираме проектот, односно начинот на кој ќе го реализираме, и тоа е голема добивка за нас. Така. Ви благодарам за учеството во емисијата, исто така и на првиот гостин Илија Матеничарски. Се надевам повторно ќе се работуваме, тука сме да ги прикажуваме вашите активности и проекти. Благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука завршуваме поподневната емисија на Канал 8. Наши денешни гости беа волонтерите од Црвениот крст. Разговаравме за нивните реализирани проекти. Се надевам дека и понатаму ќе останете во добро здравје и останете со Канал 8. Довидување.